Мислам дека природа е тоа. Дрвја, мир, тишина, слобода некоја, да имаш сам со себе да поседиш, да осетиш природни звуци, да осетиш жборење на езеро, на река, на птици, на сите ние работи на бучава што нема во градот. И одиме таму за да напуниме батерија. Значи живееме во рурална средина на 830-40 метра надморска висина, обкружена со планини. Роден сум јас во овие делови. Животот јас сум го замислил во природа, екзистенцијата ја барам од природата. Значи сите ние нас е створила природата и живееме ние, ама ние посебност не доближење до природата. Нешто што ми дава живот, тоа е природата. Природа е тоа каде што чист воздух, не е загаден, не е загадени реки, чисти пасишта, нема никаде ѓубре фрлено. Се што е по село испаѓа, знаеш како природа е тоа. Чист воздух, чисто околината, шумата, билките, дивината, све во природата, све имаш. Лековите, секои разноврзни лековити се во природата. Природа за мене е нешто свето. Значи се нешто што го создала природата, треба ние како дел од природата човекот, треба да го почитуваме, да го негуваме и да го одржуваме. Јас како голем ентузијаст за да зачуваме природните вредности и традиционални, имам едно мото, значи дека на човекот му треба љубов, храна и солидарност. Современиот човек, поготово урбаниот современ човек, има замисла каква треба да биде природата. И никогаш не се опушта да дојде и да биде дел од таа. Да биде на еднакво ниво како со камчето, со тревката, затоа што и ние сме на тоа исто ниво, со све што е околу нас. За мене представува планина многу нешто скапоцено, ама како да ти кажам, јас можам од оваја место да живеам ко некои што живеат во Швајцарија. За мене да ми даат целава Македонија, ја од природата, од селово нема да се ја мрднам. Планина е некаде каде што не живеат луѓе, например. Таму, знаеш како е, преку лето само може да се видат луѓе, зимно време нема луѓе. Че тие се напуштени, бидејќи има многу снег, паѓат преку зима и не можеш да се движиш по снего а летно време можеш да шета, значи да излезеш горе во планина, да го осетиш чистиот воздух. Кога сум на некое место кај што нема планини, например на море или кај што е све рамно, или се чувствувам како изгубено. Значи планината ми дава некој ориентир да сватам јас кај сум, што сум и да кај сум. Милина. Си зимам еден стап и си заминувам во природата, дури се случува некогаш во планината, можам и да си кажам се што ми теже. А и се трудам да одам претежно секој викенд на планина. Убаво ми е, едноставно се чувствувам убаво, дури и ако паднам, ако се спрепнам од некој дрво или од камен, не се лутам на природата, значи така треба да биде. Љубов е слобода. Љубов е толеранција кон луѓето, љубов е толеранција кон се она што не обкружува. Сваќање на работите онакви како што се, без судење некако, без его, затоа што кога има его, нема еко. Ја тоа сваќам љубовта. Па љубовта, мислам дека е главниот двигател за да еден човек обстане, без разлика дали тоа ќе биде за храна, за природа, за семејство. Во секој случај, значи, љубовта е тоа нешто што го одржава кога има еден проблем, дали во семејството да речеме, ако нема љубов ќе пукне, ако во природата, ако не ја сакаш ти да го уништуваш дрвото, оно поинаку ќе ти врате. Значи, треба да се сака. Треба да љубиш па да бидиш љубен.
Збор со 5 букви, ама многу тежок за објаснување. За мене е љубов нешто што се негува, што се почитува, што се гордеиш на нешто, значи што нешто го сакаш. За мене што представува љубовта, нешто најубаво на светот, што е друго. Што другото да ти кажам? Ако си сакаш да живееш, ако си сакаш да работаш, ете тоа да ти е љубовта, ако не сакаш се ти е џаб. Ако нема свест за природата, немат ни љубовта за природата. За нив е едноставно. Било, не било, така и. Ако немат љубовта за воздух, за природа, за тие работи, за цвеќиња, за дрвца, за ова, за она, тие немат љубовта ни за што. Живеат данас до утре, утре до сутре и така.